Лицата со попречености од Струмишко добија фитнес центар каде под контрола на стручно лице ќе може да се рекреираат, но и да вежбаат за одредени надпреварувања. Станува збор за центар на Сдруженијето Мобилност кој се отвори во рамките на проектот и ние постоиме преку програмата за локална демократија на Западен Балкан, финансиран од Европската унија. И сме исто така многу горди на овој проект, бидејќи мислиме дека ќе има доста голема улога, доста големо значење во животот, во подобрување на квалитетот на животот на лицата со секаков вид на попреченост. И ќе се потрудиме преку овој проект да покажеме дека и ние можеме да бидеме равноправни, дека можеме да спортуваме, иако ни е потребна одредена мала помош. Со овој центар се отвора можности и лицата со попречености да спортуваат. Занче Туфекчиева, мајка на ќерка со Даунов синдром, вели дека истиот ќе биде од голема корист за незиното дете. Еве ќе зборам за лицата со Даунов синдром, тие се со послаба мускулатура и секојдневните тренинзи, фитнес вежби се од голема корист и затоа освен децата што ќе вежбаат и ние како родители ќе бидеме тука присутни, ќе бидеме сите заедно во едно убаво катче. Дел од справите за вежбање ќе бидат во функции на спортистите, членови на Сдруженијето Мобилност. Меѓу нив е и Зоран Јовановски кој настапува на повеќе турнири во стрелаштво, но и во атлетски повеќе бој. Единствено што ќе е наш, да кажеме, нема да додам од други тератани, туку секој може да од лицата со стелесен инвалидитет да дојдат, па и други, нели? Това ќе е подобрување на физичката подготвеност. Значи, како најпрвен пред тука идеме да се подготвуваме и после одиме на тие републички првенства што не се или државни. Ова е прв фитнес центар за лица со попречености што го поздрави претседателот на Параолимпискиот комитет на државата Бранимир Јовановски, кој рече дека овој пример треба да го следат и останатите општини за социјална инклузија на овие лица преку спортот.